Здраво и добре дојдовте на новата епизода на мојот подкаст. Денес ми е една епизода која што ми е многу блиска до срцето и која што ми е многу драга што ја снимам, затоа што до мене е моја многу драга колешка. До мене е Ана Јанкуловска, која што е психотерапевт, која што е коуч и креатор. И однеодамна е доста активна и на Инстаграм и може некако повеќето да ја видите. Многу ми е драго затоа што се пројави, а во неа лежи огромен капацитет. Оно кое што мене многу ми значи е затоа што Ана е една жена лидер, која што е многу храбра, која што поместува многу граници и мислам дека е пример за многу жени. А однеодамна Ана отвори и еден простор за жени лидери во Македонија, кој што многу ме радува затоа што е прва нешто кое што е од ваков тип кај нас, каде што сме група на повеќе жени кои што се на моќни позиции, жени кои што се на позиции кои што бараат водство како за себе, така и за другите. Па така што Ана, добре дојде и многу се радувам што си тука и се надевам дека некако ќе креираме заедно една многу убава епизода. Елена, ти благодарам на поканата и за убавото представување. Навистина ми е задоволство да седнам со тебе и да разговарам на вака важна тема со луѓе кои што имаат слични вредности, слични визии, така да баш ти благодарам за можност. Тебе ти благодарам што прифати. А не затоа што не сум сигурна колку те знаат слушателите, некако многу ми е важно да на почеток пред да почнеме да зборуваме ми се представиш која си, малку да раскажеш кратко околу твојата едукација, твоето патување низ кариерата. Ти имаш баш некако богата кариера во позадина. Па дали би можела малку околу тоа да ни се представиш и да ни кажеш која си, која е твојата позадина? Да, баш сакам да разборам за себе и за мојата кариера. И на некој начин не е толку конвенционална. Пред се јас сум сопруга и мајка на две дечиња кои што сега се над 5 години. Излеговме некако од тој интензивен период што се иде со раното детство. Иначе по професија долги години мојата кариера започна во корпоративен сетинг. Работев како оперативен менаџер во компании како што се Starbucks, Johnson Matthey, Slice, други IT компании тука во Македонија, но и во Англија. И некако низ тој мој процес на произлагање како менаџер во корпоративниот свет најдов на некои потешкоти лични и се прашував како можам да се пројавам целосно со моите капацитети, а при тоа да не биде тоа болно, стресно, да немам непреспиени ноќи, потешкоти во релации, сето тоа нешто што се почна да се пројавува кај мене веќе во раната кариера, како што бев изложена на нови предизвици и раст. И така решив да започнам со психотерапија и коучинг. И во тој процес некако видов и влегов во еден огромен нов свет на самоспознавање. И јас до тогаш не бев баш никако изложена на познавање од психологијата или лични динамики на развој. Едноставно не бев ни од дома поддржана и во едукацијата се немав сретнато. Па така, тој нов свет беше за мене едно огромно поле на истражување и константна зачуденост и импресија од новините што ги учев за себе, за релациите и ми беше од голема поддршка во тој, да речам, кариерен развој. Ми беше поддршка нормално и во формирање на здрави релации, партнерски, создавање на семејство. Но, мене кариерата и тоа желба за раст во својата кариера ме однесе на таа точка на развој. И 2018 си останав и во едукација и заврши 2018 едукација како психотерапевт и како коуч. И денеска работам со лидери, бидејќи е некако многу блиску тоа разновено искуство за мене и сум го сетила на своја кожа, да речеме, и сум го работела истото. И се чувствувам поддржана да ги поддржувам и другите лидери во нивниот развој, дали е тоа во организацијски сетинг или во можеби предприемништво или други креативни проекти.
Ете, тоа сум јас еден. Баш убаво. Некако представување со тоа што јас тука би додала дека ти си некој кој што работи еден на еден и јас во описот на оваа епизода ќе ставам твој профил чисто за да знаат каде да те исконтактираат, можеби ако имаш некоја преференца, твој мејл или нешто каде што би сакала да ти се обратат. Работиш најмногу со лидери и тука некако ќе се задржиме повеќе на лидерството. Ана, дали можеш некако да ни објасниш, да споделиш што представува свесно лидерство? Така. Свесно лидерство, сега колку да звучи ова како клише, меѓутоа е животен стил пред се. Тоа е еден живот со намера, со визија и барање на начини на остварување на таа визија од позиција на креативност, а не реактивност, преку превземање на акции кои што се свесни и се во склад со сопствените вредности. Значи, свесното лидерство е еден длабок диалог пред се со себе, константно вртење кон себе, приспитување на сопствените вредности и начини кон што ги остваруваме на работите што ги посакуваме. Дали да е тоа во кариерата, пред се преземање на водство во собствената кариера, но нели и кога го имаме тој лидерски аспект во нас, се некако се прелева и на другите полиња и како произлегува во нашата улога како родител, во други аспекти исто во нашиот живот. Така да свесното лидерство е еден начин, еден мајндсет, еден стил на живот кој што нели не носи на место на креирање од позиција на длабок интегритет и свесност. Фала ти што го донесе, затоа што мислам дека е многу важно и да се нагласи дека лидерот не е само на работа, не е само во организација, не е само во кариерата, туку лидер е и една мајка. Знаеш, некако овој подкаст повеќе слушан од мајки, не секогаш само од мајки, меѓутоа доста мајки кои што можеби е убаво да се поддржат и да знаат дека тие може да бидат свесни лидери во мајчинството како родител или татковците. Или пак да бидат некако да преземат одговорност за водството во својот живот. Или не стаа јасна визија која што ја донесе. Што е основата на свесното лидерство? Која е основата? Да, во основата на свесното лидерство постојат три елементи според мене. Тоа е нели визијата, значи се земам време и дозвола да видам што е тоа што јас сакам да го направам и постигнам. Потоа е една голема нишка е интегритетот и креацијата. Што тоа значи? Интегритетот пред себе, мене ми е некако најака фигура, е место на кое што се вртам кон себе и интегрирам аспекти од себе. Значи, се преиспитувам, се самоспознавам, се самоприфаќам, значи, гледам работи во себе и преку самоспознавање, самоприфаќање ги интегрирам тие делови во мене и така создавам еден интегритет. И сега кога го имам јас тој интегритет, таа точка на свесност, на аспекти од мене, тоа на некој начин, јас го викам, е заразно. Кога јас стапувам со интегритет, го пренесувам тој начин на функционирање и кон другите и го ширам тој интегритет. И кога превземам акции од такво место, многу полесно се влегува во процес на креирање на вредност, што е нели другиот главен елемент на лидерството. А тоа е да креирам вредност, да креирам нешто надвор од себе, кое што ќе додаде некакво добробитие за мене, за другите и на општествено ниво. Колку убаво го објасни, некако многу ми се допаѓа како го донесе. Да. Баш ми е убаво. Ана, ако е ова основата, што е со развојното искуство на еден лидер? Развојното искуство на еден лидер, вака ја сега ќе кажувам повеќе исто и од собственото, многу црпам од личното искуство, бидејќи баш се посветив на тој дел.
И оно што го забележав е и преку работата со моите клиенти, и преку тонови на истражување и читање и едукација, дека сите имаме некоја слична или иста развојна нишка, односно низа на искуствени процеси, на искуствено ниво, сите поменуваме кон некаков сличен развоен процес, кога станува збор за развивање на таа наша лидерска персона, односно персоната која што не држи нели кон развивање и креирање на нови работи кон нашиот животен тек, давање на вредност. Сега, овие развојни процеси содржат неколку елементи. Скоро секогаш кога сме изложени на раст и развој, се појавуваат нели јаки проекции или неможност да се носиме целосно со сите наши аспекти, па лесно ги проектираме кон околината. И во околината гледаме луѓе кои што се представуваат некаква закана, забрана за нас. И тоа е сосема нормален процес, потоа исто гледаме многу често се појавува некој што е помагач, да helper, јас го викам, во околината. И на тоа место нели се ствара една голема тензија во нас и поделеност, која што не носи на место на идење кон нови работи, истражување, влегување кон новости и точка на влечење назад и бегање кон оно што е безбедно и познато во минатото. Така да, тие се некои два основни процеси кои што секогаш се јавуваат како тензија кај еден лидер, дали е тоа во организацијски сетинг или во нели развој на сопствен бизнес, но на таа точка, ако се остане доволно долго и ако сме поддржани да останеме, тогаш и ако бараме значење и ако се преиспитуваме, тогаш имаме некој што не поддржува да стои како гледало до нас, тогаш сушност додава таа, да речем, состојка на баш што е катализатор на процесниот и на процесот на трансформација, на лична трансформација и нели пуштање на оно што е старо, влегување во ново. Ете еден дел од тој развоен процес кој што мене ми е доста близок и познат. Да, јас сум баш сега некако во една фаза на пуштање на оно што е старо, носење на нешто што е ново, формирање на нешто што е ново, ама некако кога зборуваше си размислував кој е бил мојот најголем предизвик, веројатно така, ете, во развивање на оваа персона. Мислам дека импостер синдромот кај мене бил најсилен. Не знам дали тука некако би го вметнала ти како една тречка, ајде така да кажам, во целото тоа формирање. И некако си размислував кога го донесе моментот на водството во својот живот, јасната визија и нели нормално преземањето акција, зашто без таа акција нема креирање на вредност. Што би додала или донала тука, што кога акцијата е блокирана? Затоа што јас имам и клиенти, меѓутоа познавам и многу и пријателки, луѓе нели во околината кои што се прекрасни лидери, тие имаат во себе многу вредност која што може, или која пред се треба и да ја видат за да може и да ја споделат. Меѓутоа, многу често се случува да акцијата кај нив е блокирана, да некако не се охрабрат, да се пројават, да бидат видени. Кои се можеби најчестите? Сега нормално, индивидуално е, меѓутоа од твоето работно искуство, кои се оние најчести, да кажам, препреки што ја блокираат акцијата, нели преземањето на акција? Така. Да. Преземањето на акција, да, точно индивидуално е кај сите, меѓутоа сите некако не држи таа приказна од минатото. Оно што е научено од детството, начинот на кој што се формирало нели егото и начинот на кој што сме се научиле да ги задоволуваме нашите потреби. Трансгенерацијските влијанија, значи тоа што е пренесено од поколенијата преку нашите родители, еден начин на размислување, начин на кој што ние имаме длабоки уверувања за тоа кои сме и кои треба да бидеме, па додека да дојдеме на точка на освестување на кои уствари сакаме да бидеме, па да го најдеме начинот на па сега добро, може да има нешто за мене што е во склад со мене, нешто ми е наметнато. Сега како тоа да го направам?
Значи, тоа е таа точка на застој и нема една можност за акција која што е морален и неминовен. И многу некако растот кај нас се замислува како една црта нагорна, дека ние треба константно да идеме нагоре и да видиме во акција, меѓутоа апсолутно тие процеси на застанување, ние ги велиме закоченост, не се доста плодни и потребни. И сега за некого траат подолго, за некого пократно или зависи од животниот циклус. Значи, кога сме во средновековниот период, нормално многу често остануваме подолго, затоа што има многу работи што треба посуштински да се. Јас велам во кујна влегувам и ги готвам, си ги крчкам нели во себе додека не се разреше, додека психата не се навеси на едно ново место, така да апсолутно нејзино преземање на акција е доста плоден процес, се додека му се даде такво значење. Поред, не сум во акција, меѓутоа што значи тоа за мене? Што ми кажува тоа непреземање на акција? Најверојатно е еден процес кој што треба да го искористам за или одмарање, или преиспитување и учење. На тој начин се дава дозвола на психата да се намести и да види што е точно тоа што ми треба и како да тргнам кон тоа што ми треба. Баш убаво и многу ми се допаѓа што ја донесе таа перспектива на тој застој. Дали имаш забележано во текот на твоето работење некои уверувања кои што се најчести на наша поднебје, бидејќи ти работиш и со Англија, мислам и со странство, не си само некако тука, меѓутоа ме интересира дали на македонскиот простор имаш забележано нешто кое што е, да кажам, класично, типично, доста често кај повеќето, како убедување, нели, што кружи. Да, едно јако убедување, една состојба на голем страв од непознато, значи скоро кај сите се јавува некоја доза на нема дозвола за гледање тоа што сакам да бидам. Значи, не се земаат луѓето дозвола доволно да истражуваат, да гледаат дека има можности. Значи, една јака забрана за тоа што сакам да бидам. Значи, нешто што многу се случува. Луѓе доаѓаат со јаки забрани и неможност да се исто се пројавува во организацијски сетинг, кога ќе бидат промовирани од улога на оперативен или вработен во улога на менаџер. Значи, многу голема тешкотија да се влезе во новиот авторитет. Забрана да бидам тоа што носи авторитет, што носи одговорност, што носи акција, е нешто што е доста видливо и тоа е една трансгенерацијски феномен кој што се јавува кај нас. Може да се тумачи на многу начини. Јас, според мене, има големо влијание општествениот организација. Ние бевме во комунизам до 90-тите, каде што имаше еден сосема различен начин на толкување на тоа како ги бираме нашите работни позиции, како се седи во државна служба, некако одговорноста беше кај таму некаде, во државата. Таа треба да ни обезбеди. Тој таму некој треба да ни даде. И ние сме на некој начин инфантилизирани, иако сме возрастни, да бираме. И тоа беше нешто со кое што живеевме ние, барем мојата генерација, и го гледавме нашите родители. Значи, една голема пази, една голема немој, ќе се посрамотиш, ќе сгрешиш, да ти биде чекај што ќе кажат од државата, и како ќе биде дадено. На некој начин такви јаки, да речеме, пораки кои што не толку свесно може да се протумачат, но и како влијаат затоа што ствараат една голема приказна и констелација која што се влече во позадината и на крај се наоѓаме на таа точка каде што сме збунети, а не знаеме точно што се случува. Ем сум се едуцирал, ем сум земал курсеви, ем се трудам, сакам нешто, но работите не може да се случат за мене. И тоа е таа забрана која што ни го намалува авторитетот, ни ја намалува можноста да преземеме одговорност за себе, бидејќи ја проектираме таму негде надвор, меѓу другото.
Да, и ова јас многу исто ова го имам забележано, особено оно што го донесе во организација кога некој доаѓа на позиција на менеджер. И тоа колку е страшно, затоа што леле сега што ќе кажат па и колегите, па дали ќе бидам прифатен, дали ќе бидам... Мислам, тука се јавуваат многу во позадина процеси. Меѓутоа го имам баш и јас некако забележано тој дел, а од друга страна, например, нешто што јас сум носела, можеби го носат и повеќето, тоа било како некоја забрана да верувам во себе, односно не сум верувала, барем кога почнував на почетокот, затоа што која сум јас? Сега зошто јас да почнам тука, или што си се замислувам се, што сум си летнала тука во облаци, мислам сум носела некој таков некој дел како дете, мислам нормално сум го надминала тоа со работа на себе, не сум почнала и сум дошла, меѓутоа знам дека на почетоците тоа ми беше како се што летам тука во облаци, знаеш, некако како забрана баш, па и да летнеш понекогаш во облаците. И некако кога ова го зборуваме, тука ми доаѓа можеби и едно прашање околу проекцијата и сенката, меѓутоа конкретно во лидерството. Затоа што јас мислам дека знаеш како, секако има повеќе аспекти на кои што може тоа да се зборува, меѓутоа сметам дека и лидерот е некоја личност која што е доста мета и на други проекции. Затоа што тука некаде се јавуваат нели сите оние забрани кај другите. Што би споделила или би донела ти околу проекцијата и сенката токму во лидерството, кај лидерската персона? Така. Значи, феноменот на проекција првично се јавува нели сосема нормален процес. Така ние ми растеме, не можеме во развојните процеси да издржиме таа свесност за се она што сме, па така нели проектираме кон околината за да можеме на некој начин да се развиваме. И сега како созреваме, така се повеќе си ги земаме проекциите од околината назад и стануваме све поцеловити и посуштински. Проекцијата најчесто се пројавува нели како гледање на одредена карактеристика, особина која што не можам да ја видам кај себе и ја гледам кај другиот. И таа може да е особина позитивна, а може да е негативна особина. И тоа во организацијски сетинг или при раст и развој на собствен бизнис во релација со другите многу често се пројавува. И од големата тензија во себе што ја носиме од тој развоен процес, нели само во себе се комплексни внатрешни динамики кои што создаваат тензија, ние не можеме да издржиме нели мислата дека таа карактерна црта ја имам и јас или таа особина ја имам и јас, па ја проектирам кај другиот. Најчесто тоа може да биде лошиот менаџер во организацијски сетинг или колешката која што не е поддржувачка или кога градиме бизнес можеби лош клиент или недоволни клиенти и така натаму. Меѓутоа тоа морам да кажам дека е на многу нормална нишка, не е некој да речам феномен што сите го поменуваме, се додека работиме на себе и лесно можеме да го препознаеме за да може да го освестиме и да си ја вратиме проекцијата кон себе преку преземање на одговорност и истражување кој е дел у мене кој што јас можам да го сменам или да го интегрирам за да не го проектирам на другиот. И надвор од организацијски сетинг исто за мене е лично што најчесто се фаќам кога со партнерот, например, кога ќе почнам да размислувам како мојот партнер не го фрли во ѓубрето и не почнал да не ги завршува домашните уврски, одма знам дека сум тргнала да проектирам и се враќам, чекај, која сум јас, ствари каде мене ми станало претешко, па сум почнала да ги забавувам своите уврски, па одма го гледам тоа кај другиот. Да, ова е многу убаво и многу некако значено. А што е со сенката? Сенката е доста популарна тема, доста се зборува, доста ја споделуваат. Знаеш како и јас и ти сме со гешталт позадина и во гешталтот не сам реално не зборуваме за сенката, меѓутоа што би споделила ти, ако ништо друго од коучинг, нели позадината сенката? Апсолутно, јас сакам да зборувам на овие теми, мислам дека колку повеќе се едуцираме, толку подобро за сите нас. Иако не се феномени што може многу да се влијае, може малце, колку толку за да можеме некако да имаме некаква насоченост во нашиот живот. И сега ако проекцијата е, например, некоја
црта или одредена особина, веќе сенката зазема една убава констелација, јака на една скоро целовита персона, дел од нас, аспект од нас, кој што иде во позадина и во нашето несвесно, и ние апсолутно не знаеме дека имаме таква способност или такви сваќања или такви тенденции на некој начин. Како сенката што не прати или кога одиме по улица, исто и оваа сенка, односно цел аспект од нас иде во позадина и едноставно ден за ден ние апсолутно функционираме и тоа е на начин кој што тоа не сум јас, тоа не е можно да сум јас. И секако си тоа се тлее позади преку и животот се тече, се изложуваме на ситуации, меѓутоа таа сенка има голем набој, емотивен набој, има голема потреба да се пројави, тие динамики на психата кои што за да може да дојде до балансирање на животниот тек, мора да се пројават. Иако ние на свесно ниво не може да ги забележиме, сенката се пројавува преку нашето действување, преку нашите релации и начинот на кој што го креираме нашиот живот. И што се случува е дека на крај, преку сенката која креираме животна ситуација. Значи не е само релација или не е само застој, туку една цела животна ситуација ќе може да се искреира од таа несвесна позадина наша, од несвесен аспект од себе, кој што неминовно се случи и тогаш на тоа место кога животната ситуација излегла, се манифестирала пред нас на тацна, тогаш се освестуваме. За жал, никогаш може да бидат тие јаки животни ситуации и кои што знаат баш да не однесат на едно место на јак немир и точка на освестување каде што се зашеметуваме и ни треба подолго време да разбереме што се случило, да прифатиме, да интегрираме и да влеземе во нов циклус. Да, сенката всушност и толку е многу потисната затоа што и тоа е еден склоп на забраната персона, на многу забрани. Може да го поврзаме и за тоа што го споделивме околу верувањата на некој начин тука некаде и сенката со тоа што не може да се промени, таа постои евентуално нешто што мене понекогаш ми помага, не знам дали некако доаѓа од таму е ако нешто многу ме нервира кај некој друг. Така многу ме пецка, ме боде очи, ми оди натаму енергијата. Не сакам многу често знам некако, после да речам X години работа на себе, да си речам, добро сега, што е ово што можеби јас го имам во мене, или сакам да сум како оваа личност, или сакам да го правам ова, ама некаде не си го дозволувам, ми е забрането, ми е потиснато или некаде во позадина, да кажам однесено. Тоа често сум знаела, например, и како помала да го гледам кај авторитетни личности, да ме нервира, нели таа моги да всушност да не ја прифатам воопшто во себе. И баш да печа, да боли, да пецка, да прави некој огромен набој, а во суштина во ниту еден момент да не се освестам дека тоа е нешто што сакам, што е дел од мене, сакам да го прифатам. Така и тој набој знае да креира животни ситуации, доколку не се фатиме себе си дека е тоа дел од нашата сенка и дека проектираме, каде што ова што го донесе ти и до некаде учиме да го фаќаме, бидејќи нели ако премногу нешто ме пецка кај другиот или ако осудувам некого, тоа веднаш ми дава на знаење дека е аспект у себе кој што треба да го прифатам и интегрирам, но кај сенката е малце покомплексно бидејќи има доста како приказ на доаѓа, како една целовитост и не можеме баш лесно да ја фатиме, скоро да не може да се избегне, колку што може преку работа на себе да се ублажи и да се разбере некои наши однесувања и состојби. Преку пример би кажала за себе во
нелесно ми е за мајчинството. Јас имав длабоко уверување за себе дека сум добра мајка. Бидејќи сум психотерапевт, дека работено на себе, свесно за собствените трансгенерацијски или трауми и се гордеев и беше тоа една голема значајна улога за мене, каде што, значи, јас знаев дека сум една добра мајка за сите овие елементи, и елементот на лоша мајка беше целосно тој аспект од себе потиснат и како да нема шанса да тоа бидам јас, што апсолутно нели гледано реално ние ги имаме тие поларности и се пројавуваат се дека свесно ги фаќаме, многу полесно нели се носиме со тие аспекти. И сега од таа потиснатост ја креирав одредена животна ситуација која што не би ја кажувала сега, меѓутоа се дојде на тацна пред мене, каде што јас се видов дека јас сум и лоша мајка. И меѓутоа, до толку знае сенката да биде подмолна и да не биде длабоко забрана, да мора да дојде до одредена ситуација, преку нашите нели кокреации и действувања, се пројави како ситуација каде што сега гледам, и тоа е многу нели голем процес и меѓутоа штом се освести нели преку само прифаќање, простување, интегрирање, фаќаме дека ние сме едноставно живи суштества и секогаш ги имаме поларностите кои што доаѓаат со нели на ниво на улога посебно. И денот и ноќта се тука и постојат едно без друго некако не можат. Мислам дека здравје е некоја друга тема, може да отвориме колку кај жените. Мислам кај мажите нормално, ама јас кажав овој подкаст повеќе слушан од жени, меѓутоа колку во сенка се некои персони, знаеш, на лутината, агресијата, нели изразувањето на агресија, моќта, сите тие некои работи што многу се потиснуваат и пак од некоја страна нели ќе излезат, ќе дојдат нели тие констелации што ги сподели, пак нешто ќе се направи за да бидат тука, ама може тоа некако да го оставиме веќе исто како идеја, затоа што мислам дека многу е често и многу е важно веројатно некаде да си ги прифатиме тие поларности што ги имаме. Апсолутно. Секако што не можат баш туку така со слушање, мислам дека некако некои работи навистина мора да се доживеат, мислам. Неминовно е. Апсолутно, но знаеш вака преку зборење може многу полесно да има некои моменти на малце ми е попознато, така да не бидеме тотално бидејќи знаеме, ако немаме знаење и поддршка, можеме многу лесно се заглавиме во тие ситуации на грешка, на непростување, на останување, неможност да тргнеме нагоре повторно, нели препланено чувство на страв и така натаму. Така да тоа ми е важно да нели некој што слуша и се манифестирала одредена ситуација кај него, дека сосема нормално и дека може да се продолжи понатаму. И дека сите ја имаат. Нема некој што ја скокнал, ниту пак колку години да се работи на себе, значи пак ја имаат. Само што најверојатно од оваа позиција би рекла ете нешто кое што можеби веројатно и ќе се согласиш дека многу полесно ја гледаш или многу побрзо можеш да се освестиш. Ја што викам, работата на себе не е дека никогаш нема нели да ти се случи истото или нема да се вратиш назад во истиот патерн шаблон, туку едноставно многу побрзо ќе се освестиш дека си таму и ќе знаеш многу побрзо да преземеш акција, нели, која што ќе те доведе до некоја друга цел. Вака додека зборуваме, не би сакала некако да го скокнам тоа прашање, што мислиш, Ана, што е клучно во формирање на една лидерска персона? Значи, како изгледа тој еден свесен лидер? Формирањето на лидерската персона многу зависи од личната приказна пред се, како нашиот однос со раните авторитетни фигури е формиран, какво огледало тие представувале за нас и колку ни било дозволено да се пројавиме ние со цел наш авторитет, и со можност да интегрираме, значи баш тој аспект да растеме, да се прифаќаме
прифаќаме делови од себе за кога ќе влеземе веќе во возрастноста, да можеме да преземаме одговорност и да станеме добри лидери во нашиот живот. Значи, таа трансгенерацијска приказна пред се, нели, од раното детство, научените пораки, состојбите во кои што сме се наоѓале, влијаат на формирање на нашата лидерска персона. Понатаму, како влегуваме, нели, во првиот дел од возрастноста, влијае многу и околината. На кој начин сме ние поддржани да се развиваме, да правиме грешки, да при тоа бидеме уважувани и на конструктивен начин ставени позиција да се развиваме. Значи, треба една убава јака поддршка од здрави и авторитетни фигури и лидерски фигури. Значи, кога нема тоа во околината, остануваме со нашите научени процеси на заштита. Зашто ние од детството излагаме со некакви, нели, научени шаблони да се штитиме, и таа наша реактивност, што е сосема нормално. Па се штитиме на различни начини, дали стануваме премногу конфлуентни, односно се зближуваме премногу со, нели, со сите, па не може да дојде до креација, или стануваме премногу доминантни и агресивни да контролираме ситуација, тоа е една форма на заштита, или стануваме многу дистанцирани. Значи, сме научени начини, форми на заштитување преку тој, нели, развоен процес кој што ни малку не е лесен. Сега, за да можеме убаво да се навлесеме во таа зрела лидерска улога, каде што преземам одговорност, свесност, креирам за себе и за другите, потребно е простор доволно да се остави, да околината не поддржи начинот на кој што ние истражуваме нови начини, поздрави начини, и на некој начин тој простор се формира, нели, од други лидерски персони. Во отсуство на таква околина, ние продолжуваме да идеме со штитење и влегуваме ние и во лидерски позиции, меѓутоа тоа се позиции, не се лични внатрешни лидерски способности, доаѓаме на позиции каде што имаме моќ и авторитет, но се браниме, се штитиме и на тој начин вежбаме премногу моќ или не действуваме и се создава една не толку здрава лидерска клима и еден ефект кој што се пренесува на општествено ниво. Колку убаво ова некако го донеси, го обясни, баш фала ти. Во однос на тоа свесниот лидер, како изгледа? Дали може да се препознае? Од твое некое искуство? Да. Од моје искуство одма ќе го препознаете кога сте во контакт со некого. Значи, тоа веднаш прво ќе се почувствувате видено, слушнато, разбрано, уважено. Свесниот лидер ја носи свесноста со себе и ја освестува цела соба околу него. Прво е нешто што ќе го забележите, дека има таа јака присутност која што ја носи, едно јако прифаќање на себе и на околината е нешто што зрачи. Веднаш ќе се почувствувате омоќено и вие во тоа присуство, значи во очи на неговиот авторитет, си го гледате и својот авторитет. Значи, тоа е моќта на свесното лидерство, каде што несвесното лидерство за да го доловам свесниот лидер, некако го одбивам од поларноста, за да може појасно да се види, нели, го имам својот авторитет, ама не го давам. И кога ќе влезам во просторија, другиот се осеќа онемоќен и пред мене помал. Тоа е несвесно лидерство. Наспроти свесното лидерство, каде што се дели авторитетот заради тоа што е убаво изграден внатре, интегрирани сите аспекти и сите стравови или ставени во заграда, ние не може целосно нормално да се заречиме, барем или имаме некаква свесност и ги ставаме во заграда. И на тој начин се пројавуваме и околината станува околу нас продуктивна. Носиме свесност на работите и процесите. Даваме простор за развој. Даваме поддршка. Но тоа не значи дека кога сме во организацијски сетинг поспецифично, не значи дека сме само премногу добри или попусливи со другите. Напротив, свесниот лидер има една јака визија и насоченост на тоа како да се стигне до таа визија. И носи свесност, ја пренесува свесноста на другите, меѓутоа ги повикува на акција. Меѓутоа,
околу свесниот лидер вие се осеќате омоќено и вие сакате да влезете во акција. Многу полесно се влегува во акција. Така да самиот тој лидер во повикува на акција и таму каде што грешите, јасно ви укажува, меѓутоа со поддржувачки, да речам, со поддржувачки пристап, иако тоа сакам, обично го викам tough love. Значи, преку јака насоченост, баланс веројатно на фрустрација и поддршка. Ај така во наводници совршен баланс, нели, согласно ситуацијата. Да, и ова без да звучи, нели, премногу футуристички, е точка на која што свесните лидери знаат да стојат и да одржуваат, но не значи дека се цело време на тоа место. И јас низ мојата кариера сум застанувала на таа точка, па сум се повлекувала и едноставно сме луѓе пред се. И тој лидерски аспект, нели, некојаш знае да биде појачен, некојаш знае да се повлече и тоа е сосема во ред. Да, и некако, знаеш, како лидерскиот аспект во поразличните улоги од нашиот живот. Например, еве сега како зборуваш, јас многу се најажив, ама, например, си гледам каде ми е развиено, каде не, например, како ми е во мајчинство, како ми е со сопруга, нели, во различни периоди од мојот живот, какво ми е со пријателите, какво ми е со, не знам, непознати, во непозната средина, како ми е на работа, со клиентите. Интересно како зборуваш, така некако си се фаќав и јас себе си. И, знаеш, некако ми дојде темата, јас имам сега прваче и влегов јас, нели, во школскиот систем од поново, меѓутоа станувам свесна колку е важно, веројатно, многу повеќе да се зборува токму за лидерството, затоа што сега станувам свесна, па колкави лидери, колку значајни лидери се наставници, само учителките, еве, конкретно, нели, баш имам прваче и некако гледам колку се чувствува енергизирано синот кога, нели, учителката нешто ќе каже или ќе направи, каков авторитет е тоа, таа за него и обратно. Например, си го враќам јас филмот кога сум била во основни, нешто на различни веќе наставници кога има и кога може да се забележи, нели, некој професор, например, многу го сакаш, многу те инспирира, многу те мотивира, некој многу стравуваш, многу се плашиш, или некој предмет, например, не ти оди, не го сакаш, и само ради лидерот, односно наставникот, учителот, нели, на тоа место што е ставен. Така што, не знам што би кажала ти тука, меѓутоа, еве јас некако го гледам моментот ако родителите се првите лидери со кои што се среќаваме, нели, авторитети во животот. Втори, веројатно, се токму силни лидери, се токму наставниците. Од друга страна, не знам дали еве имаш до ова некој став или мислење, меѓутоа што е со она вродена лидерска способност, од каде доаѓа? Например, еве баш конкретно вчера има вакцина првачињата и некако ги видов како играат. Еве, 10 дечиња беа и баш имаше едно дете кое што се двоеше, кое што беше баш на лидер, сите го сака, ја смисли играта. И ми текнува дека и јас имав некој кој што бил лидер во класот, кој што, ете, најмногу сме го слушале. Дали е ова нешто што можеби, не знам. Еве, чисто те прашувам, јас стварно немам став за ова, бидејќи не сум размислувала на оваа тема, меѓутоа дали е нешто што па се учи, не знам, од родителот или се стекнува, или како, мислам дека имам учено на факултет за некои вродени лидерски способности, вештини и слично, меѓутоа мене ме интересира дали се вродени лидерски способности или е нешто кое што баш се учи. Да, баш интересно прашање, неколку работи ме донесе. Тука јас првим би почнала од тоа семејството и родителите, нели, како авторитетни фигури и можност да бидат и лидерски фигури. Значи тоа, нели, пак би ставила дека авторитетот е дел од лидерството, меѓутоа лидерството уфаќа многу повеќе, па така ние како родители, еве како мајки, кога ќе се видиме од тој аспект и кога се омоќуваме таа лидерска пресона во нас, некако ни доаѓа една голема и убава можност за енергизирање и можност за водење на себе и своето семејство и своите деца кон одредена визија. Како сакам овој мој тим, ова моје семејство да се развива. Убаво гледање од тоа хиерархијата, што нема ништо страшно, нели, да се има хиерархија кој сум јас како родител, кој е моето дете. И каде сакам ние како тим да се развиваме, нели? И од тоа место да донесуваме одлуки. И тоа е некоја лидерска црта која што
доста може да ја енергизира мајката. Посебно, например, кога ги гледаме, или кога се мали децата и толку интензивен тој период, например, ако ги гледаме работите во секвенција, односно, еве се случило тантрум на детето, тоа значи една огромен набој на енергија која што може да одземе голема енергија кај мајката и да створи приказна која што не онемоќува и истоштува, но кога го гледаме тантрумот и таа секвенца како дел од еден поголема приказна и дел каде што јас како лидер сум одговорна за развојниот тек на моето дете и тој тантрум и таа секвенца е дел од една поголема слика дека 5 години натаму ќе биде друго, некако кога се одземам од ситуацијата, а лидерството е всушност и голем дел за земање на таа перспектива од птичја перспектива, нели малце се тргам на страна за да бидам по-продуктивен, прочем, да ги видам работите по големата слика и кога се учиме нели да го развиваме тој лидерски аспект и како мајка, многу полесно ги поминуваме тие секвенции, животни секвенции, многу помалку ни одземаат енергија, односно ни даваат едно друго значење, кое што е како на некој начин како мисија. И кога имаме мисија, дури на ниво на семејство, нели, не мора да е врзана само со работата, многу повеќе имаме енергија и многу повеќе имаме капацитети да действуваме како родители. Ова е многу убаво со енергијата што го донесе, зашто кај се губи енергијата всушност кога ја нема таа точна визија и оно што го донесе до на птичја перспектива, да можеш малку да се иземеш од ситуацијата. Да, и сега кога продолжуваме понатаму, после влегуваат други авторитетни фигури кои што се наставниците. И сега кога наставникот би го развивал тој лидерски дел, каде што ќе има доста нели и коучинг, и уважување на другиот, и омоќување на другиот на некој начин, во овој случај дечињата, тоа може да биде нели огромно богатство за детето и за општеството во целина. И јас имам детенце кое што е трето деление, знам дека и ти имаш прваче и сега ние веќе гледаме во тоа што е нашиот образовен систем и додека некако нели многу споро се прават промените и тензии за некои банални работи, тоа што треба да има во учебникот, што не треба да има во учебникот, овој аспект на социјални вештини, баш ова што го разговаравме ја и ти, и омоќување на децата да гледаат од собствените капацитети, вклучително таа лидерска персона, некако иде во позадина и се губи еден огромен потенцијал за развој. Има на Инстаграм, македонка е, педагог, мислам дека е од прво до пето, како му доаѓа. Мислам, ќе го ставам на српски го отвори канал од Марија, се вика, не ми текнува во моментот на презимето. Меѓутоа, жената започна многу интересен блог на Инстаграм, каде што споделува и многу совети, како се дечињата и така натаму, меѓутоа е баш лидер. Мислам, ќе ти ја пратам да ја видиш. Си викам, вау, ако вакви беа сите наставници, како ќе изгледаше наставниот, мислам, целиот тој процес образовен, каде што навистина у нас се дава оно што го донесе моментот, како знаеш дека си свесен лидер, така што се чувствуваш уважано, видено, слушнато, почитувано и омоќено, нели? Ја добиеш моќта оному каде што треба. Баш ќе го пратам, може ќе ја ставам во опис. Сега во моментов не ми текнува на српски, го почна, не знам точно како се вика. Нешто родители, деца и така натаму, не сум сигурна. Меѓутоа многу интересно ми е како точно еве чувството се гледа, она е лидер, значи она се гледа дека не е само авторитет како, мисля, барам на Инстаграм или нормално, таму, меѓутоа јас како родител се чувствувам исто така многу поподдржана кога следам, кога слушам, затоа што окей, еве нешто убаво, еве нешто нели што можам да го направам, нели оној момент, она чувство, не сум јас толку лоша. Туку еве женава ми кажува како можам да бидам подобра, нели дека можам да го направам тоа и тоа, не мислам дека оно баш некоја тенка линија измеѓу јас знам се ти ништо не знаеш, која што мислам дека го имаат некои авторитети, можеби ради тоа имаме некоја негативно, нели она авторитарност нешто го викаме, каде што се наметнува, каде што го нема она индивидуално уважување и лидерот кој што те поттикнува да видиш дека можеш и ти.
Можеш и ти Да, на твој начин, така со е. твоје темпо, меѓутоа можеш и ти, еве ќе ти покажам како, ќе ти бидам во наводници ментор, нели, ќе бидам тука твоја поддршка да те поддржам и да ти покажам како. Така е. Можам и јас, а можеш и ти. Многу убаво. А во однос на вродено или наследно за дечињата што те прашав, чисто тебе ме интересира и Да. твое искуство, мислење. Никош не сум размислувала во таа насока, тоа сум случајно баш некако го видов, ајде да кажам, вчера и На видов. ниво на експертиза не сум воопшто остручена во тоа, нели, поле. На лично, според искуство, јас мислам дека секој детенце, сите ние се раѓаме со одредена карактерна црта и валјда некоја констелација која што е непроменлива и независно од околината и не толку лесно да се објасни, искрено да кажам. Меѓутоа, на тој начин може да се види во детската игра каде некоја детенце полесно се пројавува, пак ќе кажам, со здрави лидерски способности, не се наметнува, многу често може да видиме деца кои што вежбаат моќ во другите дечиња и на тој начин се наметнуваат превише во детската игра. Тоа не е лидерство на некој начин, туку тоа нели вежбање на непотребна моќ и застрашување. И мојата експертиза најповеќе лежи во будење на тие лидерски способности, односно гледање на тоа како семените динамики знаат да му дадат дозвола на детето да биде, да влезе во собствената, да го истражува местото на авторитет, без да го нели руши авторитетот на родителот. И тука е многу важно во тој дел, исто е нешто со кое што се занимавам. Вклучително е кога јас како лидер, нели, имам свој авторитет, нормално е, или како родител имам свој авторитет, нормално дека детето ќе ми го руши мојот авторитет, а сосем е нормално. И на тој начин он го гради и ја бара својата точка на авторитет. И ако ние сме премногу ригидни и премногу преку строгост или држање на нашиот авторитет, и не му дозволиме на детето да го истражува својот авторитет, бидејќи ние се плашиме дека ќе бидеме видени како некој што е недоследен родител или секој со својата приказна. И на тој начин го оставаме детето во таа некоја премногу инфантилна состојба, каде што оно не сме ни да врати, не сме ни да повиши, нели, тон и нема дозвола да се пројавува со малце негова моќност, нели, да се исплаче, да се извика и така натаму. Така да не е лесно, меѓутоа таа одредена свесност дека има точка на која што ја го држам својот авторитет, а му дозволувам и на детето да се пројавува, при тоа да не се осеќам ја загрозена, или ако му дозволам, нели, или што ќе каже околината, ако му дозволам на моето дете да ми се развика кога игра со истражување на граници, така натаму. Тоа е нешто што сметам дека сите ние треба да го учиме и да го освестуваме, нели, со текот на како што се градиме како родители и се менуваме. Да, баш ова убаво некако го донесе. Затоа што на некој начин не е само моќта, па тука е и слободата која што му е потребна и мислам на детето и на сите нас, на моќ, слобода, забава, мислам дека се трите кај децата видливи, ајде да речам, сам во позадина, нели, не зборувам за физичката сигурност и така натаму, ама нешто што се пројавува. Ана, од неодамна почна Leadersland Адрија. Некако натре се баш онака жени македонки кои што се многу мокини, кои што работат на себе, кои што имаат позиции, кои што се авторитетни, доста одговорни. Меѓутоа, дали можеш малку повеќе некако да споделиш околу ова твојата визија, твојата мисија, нели, на цело ова патување, што е Leadersland, како може да се приклучат нови, не сум сигурна каков ти е планот за понатаму, како да знаат дека се нели за таму, затоа што јас пак ќе кажам, некако имам чувство, барам јас имам такво чувство дека многу малку се освестуваме дека сите сме лидери, нели, во некое различно поле, дека многу малку си даваме право да си дозволиме и да се поддржиме на различни начини и да истражуваме. Така е. Токму поради овие
процеси што ги донесе кога живеев во Англија, кога повеќе бев во контакт со, да речам, таа западна култура, која што нели секоја култура си има позитивни и негативни вредности, таму многу повеќе луѓето се поддржани да влегуваат во таа лидерска персона, да преземаат водство и да нели се пројавуваат, да истражуваат. Некако мислам дека во нашите простори немаме доволно, не сме доволно охрабрени и тие феномени на импостер, на внатрешна критика се доста јаки и јас лично ги имам почувствувано на себе и во контакт со околината, нели и со клиентите го гледам тој феномен, што на индивидуално ниво се манифестира и после го креираме на општествено ниво и на тој начин создаваме едно општество кое што нема не е доволно поддржувачки. Ете, имаме дечиња и сега некој сака да се замине, а зошто да не останеме и да креираме едно подобро општество, поокрепено, нели со здрави лидерски персони кои што во суштина нели креираат вредност надвор од сопствената, излагам од себе за да креирам нешто, имам јака мисија која што треба да направи некаква, да додаде некаква вредност. И јас себе во мојава фаза од животот, каде што сум во средновековниот нели животен период, имам се повеќе порив да функционирам од таа позиција на креирање на вредност. И се запрашав добро која е мојата мисија, што јас сакам, земајќи во предвид што имам до сега работено, во што сум поддржана, да направам нешто што ќе има некаков импакт. И сега тој импакт не мора да биде не знам колку голем, нели некој може да ја гледаат својата мисија на испоред работен опис во одредена организација и тоа може нели да донесе одредена мисија и во својот живот да креираат нешто за себе, за своето семејство. Сакам да кажам дека има различни мисии, не мора да бидат грандиозни. Меѓутоа се додека си ја најдеме, таа мисија, таа е двигател. За мене тоа беше формирање и канализирање на таа желба моја да се пренесат некои вредности, лидерски вредности, да се вбризгаат во општеството и да се создаде простор каде што ќе можат лидерите, иначе Лидерслент е сега отворено и за сите персони, за мажи, за жени, кои што сакаат да се развиваат, а немаат таков поддржувачки простор. Така да, моја пасија е да Лидерслент заземе одредена форма, каде што ќе има лидери, меѓу себе ќе вежбаме, ќе си правиме вежби, ќе имаме еден етички кодекс, ќе се учиме како таму да се преку вежбите да се поврзуваме, да се поддржуваме, да се огледуваме и да создадеме место каде што можеме да канализираме сите овие енергии и потреби за развој. И до тука ми е некаде дефинирана мисијата и формата на Лидерслент и некако си давам дозвола прв пат да тоа иде полека и да го менувам. Односно тоа како што се создава, се менувам и јас, се менува и структурата на Лидерслент, па да видиме да не сакам да не биде фиксирана форма од моја лична потреба, да биде тоа што мене ми треба, туку да биде нешто што ќе биде потребно за заедницата. Да, па мислам дека заедницата и тоа го препозна колку е важна поддршката, вмрежување. И јас искрено неизмерно благодарна сум ти затоа што мислам дека токму низ Лидерслент, низ твојот контент кој што го создаваш, особено твојот ньюслетер кој што го обожавам, ти него знам дека ти си токму најзаслужна личност која што баш некако ме поттикна да си дадам дозвола да мојата визија биде многу поголема, односно биде, ајде да речам, во склад со мене, да биде баш оно што го сакам, да не е внатре само сокриена, нели, негде во позадина, туку да можам стварно да ја видам. Затоа што тоа е нешто кое што навистина го даваш и го нудиш, каде што доста зборуваш за таа дозвола, да си дадеш, да се промениш, да пуштиш, да сонуваш, да леташ, нели, и високо. И фала ти неизмерно за тоа. Јас ќе оставам линк
ти имаш на Thinkific како програма, каде што мислам дека може, имаш листа на чекање или како му доаѓа тоа, не знам, за следна група или за оваа група, каде што може да се пријават оние кои што сакаат некако да ги Да. чуваат, да се поддржат, да имаат вмрежување, да може некако да јасно, гласно, отворено разговараат за својата визија, за оние работи кои што им се може би предизвикувачки во цел тој период, каде што им е потребна цела таа некоја, што викам, нешто кое што многу е потребно за да можеш да растеш и да се развиваш, и ти го донесе истото на пред неколку прашања, каде што тоа е околината, колку е важна околината да биде поддржувачка, да биде плодна, да некако нели имаме простор каде што може да растеме. И сега колку и да е клише, меѓутоа оно со цвеќето, нели ако цвеќето почне да умира, не го менуваш цвеќето, туку нели ја менуваш околината, му најгаш место каде што ќе му биде подобро, или му ставаш подхрана, му ја менуваш земјата и така натаму светлината. И мислам дека ова, јас знам дека е клише, меѓутоа е една прекрасна метафора која што е реално таква, некада да прифатиме и какво вид на цвеќе сме или што е нешто ни е потребно, меѓутоа еве конкретно во лидерството, во нашата култура каде што многу малку се зборува за тоа, каде што многу малку и дозволено тоа, мислам дека навистина беше важно нешто вакво. Фала ти многу што си отворена, што го донесе и не само со еден на еден кој што работиш, туку буквално еве и во групи и поддршки, каде што може навистина секој да се придружи без да биде тоа нешто кое што ќе му биде нели товар од било која страна, освен временски, така би рекла, нели да го донеса како приоритет. Супер, фала ти Елена, што го донеса на ваков начин некој уважување на мојата работа и потребата од истата. И да, линкот е достапен, може да се пријавуваат луѓе и ќе растеме оноку колку што да бидеме оперативно да го најдеме моделот кај што можеме да растеме и да има луѓе што повеќе, а да биде квалитетна организацијата и поддршката, така да слободно нека пристапат луѓе кои сака, ќе се договараме во согласност на можностите. Да, и во моментов е онлайн, мислам и да има физички средби онлайн, така што да не никако се ограничат само луѓе кои што се од Скопје или кои што се од Македонија, туку може да бидат и од различни држави, континенти, баш од каде сака. Да. И баш ми е драго што некако тоа расте, затоа што јас некако силно верувам дека ќе се кокреира нешто многу поголемо, нешто многу поубаво, и време еве ние македонците да се отвараме за таа мог, значи зборувам за свесното лидерство, не за вежбањето на моки, некако некои шаблони кои што сме навигнати, туку напротив да си дозволиме да имаме визии кои што се убави, кои што се убави за нас и за нашите најблиски, меѓутоа и за општеството, за навистина да можеме да правиме одредени промени. Јас еве можеби сум млада и сум визионера, ама јас стварно силно верувам дека може Македонија многу да се развива, многу да расте. Јас стално викам, имам две сестри во најбавите земји во светот, во Австралија и во Шведска. Ама ја не одам, значи сакам да останам тука затоа што навистина силно верувам дека има многу капацитети, има многу квалитети, има многу прекрасни работи во нашата држава кои што се надевам дека што повеќе лидери ќе дојдат да ги искористат, да ги пренасочат, да ги некако канализираат, знаеш, една нова констелација да го креираме заедно. Што повеќе. Ето јас, тоа си е некоја еве друга визија која што имам од мала, нормално дел ми е пренесена и од родителите, меѓутоа и самата љубов кон државата, самата љубов, јас сум рак во хороскопа, како да ти кажам, не си одам од тука, но си е дома, ама навистина верувам дека ете нешто барам малку по малку, чекор по чекор ќе се менува, ќе се потикуваме. Свесна сум за оно што го донесе комунизмот, војните, потиснатоста, Југославија, што се не се поминало тука, ама мислам дека е навистина веќе време да го тргнеме тоа од нас, да влеземе во нешто ново и да го пуштиме на старото. Ана, има едно прашање кое што јас сите мајки ги прашувам. Знаеш, ако се замислиш и се вратиш назад со големата кога ти била бебенца во раце, прв ден доаѓаш дома од болница и онака се видиш со бебе во раце, влагаш дома. Што ќе кажеш на таа Ана?
прашањето многу длабоко ме носи на кирка ми утре роден ден. Леле како 8 го роден ден, а погодите. денес како славиме и многу сме возбудени, секогаш го славиме нејзиниот роден ден 3 дена. И еден период на прекрасен период за мене, нејзиното доаѓање на свет, бидејќи беше многу долго и убаво посакувана и многу внимавав да го организирам полет околу мене, да се земам поддршка за да ми биде убаво тоа искуство, но онако ќе се сетам е дека нешто нормално не тешко. Секоја мајка на почеток има и тежина и при многу убавина и љубов и многу чуден сплет на емоции. Само би рекла повеќе уживај. Уживај со бебето, уживај во тој кревок, ранлив, и доста плоден период. Што убаво. Да. Ова од позиција и после 8 години, нека е среќен роденденот, се надевам дека ќе уживате и дека баш некако ова ќе дојде. Ајна, чисто за крај, дали имаш уште нешто кое што би сакала да го споделиш, кое што може би останало недоречено, неуважено, стои во тебе? Не, мислам дека убаво покривме убави теми, некако пошироко на мојот подкаст би имало малце валјда насоченост кон чисто за жените лидерки кои што се во организација, кај што можат повеќе да се ги препознаат нели процесите, но генерално ми беше многу мило, ова е прв пат каде јас зборам на одредена платформа. Значи, ти благодарам што ми даде микрофон и тоа нели викаат ако сакаш да омокиш жена, дај микрофон. И навистина овој процес на меѓусебна поддршка, размена на вакви теми ми даваат и мене уште поголема свесност и поголема поддршка за действување и ти благодарам за тоа. Ти благодарам и тебе многу и ти благодарам што го отвараш првиот подкаст за лидери во Македонија. Јас со душа чекам твојата прва епизода и ќе ставам дефинитивно линк од твојот подкаст исто тука во описот, само некако те чекам да излезе, да ја слушнеме, да ја слушнат сите и навистина се надевам дека еве и твојата визија ќе се остварува полека како и на многу други. Драго ми е што прифати да бидеш тука, што си поддршка и за мене и за многу други и некако се надевам дека ќе имаме и следна нека епизода која што ќе биде од голема поддршка на оние кои што не слушаат. И ви благодарам на сите што останавте до крај на оваа епизода. Се слушаме во наредната. Поздрав!